НАТО самит во Анкара. 32-те земји членки на Алијансата ги договараат инвестициите во одбраната, развојот на одбранбената индустрија и помошта за Киев. Во турската престолнина присутна и македонска делегација. Во услови на зголемени тензии на Блискиот Исток и токовната војна во Украина, претседателката Гордана Силјановска-Давкова вели: со политичка мудрост можеме да креираме решенија во служба на мирот и безбедноста. I would like to say that the motto Stronger Europe, Stronger NATO in my thoughts is that enlarged, united Europe is stronger Europe. But the strongest Europe is Europe living in peace and democracy based on principles and values. За генералниот секретар на Алијансата, Марк Руте, Европа мора да преземе поголема одговорност за сопствената одбрана. Очекува НАТО повеќе да не се потпира на САД за својата безбедност. Последниот самит во Хаг беше посветен на планирањето и поставувањето цели. Овој самит е поставен на исполнувањето на тоа. Работите да се реализираат. Тоа го правиме затоа што ни е потребно вооружување, затоа што мора да бидеме подготвени да водиме војни, доколку некогаш дојде до тоа, да бидеме толку силни што никој нема да се осмели да не нападне. Затоа треба значително да го зголемиме производството во одбранбената индустрија. А додека во Анкара се дискутира иднината на Алијансата, Грција ја обвини Турција дека и се заканува со војна. Кириакос Мицотакис го обвини домаќинот дека работи против неговата земја, иако двете држави се членки на НАТО. Алијансата мора да се базира на основниот принцип на добрососедски односи. Мојата земја продолжува да се соочува со отворената закана со војна од Турција. Во Анкара и американскиот претседател Доналд Трамп ја искористи можноста повторно да ги критикува земјите членки за одлуката да останат надвор од конфликтот со Иран. Уште еднаш побара САД да го контролираат Гренланд, барање на кое данската премиерка експресно му одговори дека не е на продажба. Гренланд не и помогна на Данска, ниту пак Данска троши пари за да му помогне на Гренланд. Според мене, Гренланд треба да биде под контрола на САД, а не на Данска. Се разбира, Гренланд не е на продажба. Се надеваме дека сите сојузници ќе го почитуваат правото на народот на Гренланд на самоопределување. Ние сме суверена држава и очекуваме сите да го почитуваат нашиот територијален интегритет. Подготвени сме да го браниме секој сантиметар од територијата на НАТО. А поради критиките кои доаѓаат од Мадрид, Трамп и нареди на американската администрација целосно да ја прекине трговијата со Шпанија. Земјата е единствената членка на НАТО која не се обврза до 2035 година да издвојува 5% од бруто домашниот производ за одбрана.